Почитувани представници на медиумите, добар ден. Како градоначалник на општина Гевгелија би сакал денеска со вас да споделам неколку работи што ја карактеризираа работата на општината изминатата година. Кога пред една година станав градоначалник, ја затркнав општината без урбанистички планови, со стари азбестни водоводни цевки, со јавни предпријатија во Долгови до Гуша. Затоа напишав уште во мојата предизборна програма дека имам јасна визија во каква општина сакам да живеам јас со моите сограѓани. Најнапред плативме околу 400.000 евра долгови по разни основи, распишавме и донесовме неколку битни урбанистички планови, Гевгелија доби сертификат за управување со квалитет на услугите ISO 9001-2008, кој го имплементиравме за само 6 месеци, ја подигнавме за уште еден степен повисоко прекограничната соработка со соседните општини од Република Грција и можам слободно да кажам дека општината од дефанзивна премина во офанзивна улога. Најмногу во првата година вложувавме во образованието. Извршено е реновирање на спортските сали во основното училиште Владо Кантарџиев и средното општинско училиште Јосиф Јосифовски, сала која беше преходно затворена со решение од страна на санитарниот инспекторат и од дирекцијата за заштита и спасување. Извршена е замена на столаријата во училиштата Ристо Шуклев во Негорци, Крстен Мисирков и дел во основното училиште Климент Охридски во Мировци. Сето тоа во вредност од 12 милиони денари. Се изработуваат 9 урбанистички планови на кои треба да се изградат објекти за домување, туристичко-угостителски комплекси, комерцијални и рекреативни објекти, од кои дел веќе се донесени. Атрактивниот план за мултинаменскиот трговски комплекс на граничниот премин Богородица е донесен и во тек е огласот за продажба на локациите. Исто така во тек е и продажба на 20 локации за стамбени објекти во местноста Караорман и 7 локации за индустријски објекти во стопанската зона Блокотехна. Го завршивме комуналното уредување и од неодамна започна со изградба на патната инфраструктура во стопанската зона Блокотехна во вредност од скоро 12 милиони денари, со што оваа локација станува уште поатрактивна. Донесен е и урбанистичкиот проект за технолошко-индустријската развојна зона Прдејци. И изградивме Северно Собрана улица, долниот строј во Гевгелија во вредност од 12 милиони денари и сега отпочнуваме со изградба на горниот строј со вредност од над 3 милиони и 600.000 денари. Асфалтиравме улици во вредност од 5 милиони, ја довршуваме изградбата на пешачката патека до излетничкото место Динкиот во вредност од 2,2 милиони денари и изработивме проект за пешачка патека Гевгелија Вардарски рид, истата веќе е осветлена со цела нова линија, а исто така имаме проект за пешачка патека од Гевгелија до Негорци. Во тек е постапката за подпишување договор за пречистителна станица, кој е заеднички проект на грчката влада, швајцарската агенција за развој СЕКО и нашата влада во вредност од 7 милиони евра. Во тек е изградбата на 640 метарскиот колектор за истата пречистителна станица во вредност од 4 милиони денари. Ја ставивме во употреба пумпната станица во село Смоквица во вредност од 2 милиони денари, со што обезбедивме вода за пиење во ова село. Околу 3 милиони денари се вложени во изградба на канализационата и водоводна линија до местноста Динкиот во должина од над 800 метри. Поставивме нова канализациона линија во должина од 300 метри на една од главните сообраќајници во Гевгелија, улица Слободан Митров Данко, со што го елиминиравме поплавувањето во овој дел на градот од фекалната канализација и извршено е и премостување и замена на азбестни цевки на дел од истата улица. Јавното комунално предпријатие Комуналец покрај извршувањето на своите редовни активности, од оваа година воведе изнесување на сметот од повеќе населени места во општината со поставување на контејнери, што се случува за прв пат до сега. Проширена е мрежата на јавното осветлување, со што општина Гевгелија го задржува епитетот на една од најдобро осветлените општини во Републиката. За одбележување е и тоа што во втората половина на 2009 година извршена е целосна санација и реновирање на објектот каде што е сместена територијалната противпожарна единица, со што значително се подобрени условите за работа на пожарникарните. Не ги заборавивме ниту културата и спортот како придружни сегменти на урбаното живење. Финансиски се помогнати бројни културни настани во општината и надвор од неа. А за одбележување е што за прв пат минатата нова година гевгеличани организирано ја пречекаа на площадот со атрактивна програма. Активностите на спортски план беа насочени кон подобрување на условите за масовниот спорт, но и поттикнување на спортот преку поддршка на спортските манифестации и многобројните турнири, како и спортските клубови кои екзистираат во општината. Оваа година се е подготвено за отпочнување со реконструкција на Народниот театар, за кој преку ИПА фондовите обезбедивме 514.000 евра и довршување и реновирање на АМАМот. Што се однесува до прекограничната соработка,
подпишавме меморандум за соработка на 10 македонски и исто толку грчки погранични општини во Гевгелија, а заедничките проекти со Поликастро и Бојмица се вистински пример како треба да се одвива една прекогранична соработка. Континуирано се одржуваат и врските со збратимените градови во Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Турција, Словенија и Финска. Сите овие спомнати работи, кои се само дел, се најдобриот показател дека сме на добар пат да успееме во трансформацијата на Гевгелија во модерна европска општина. Ви благодарам.